песата да си зборува, како и да напишат историјата, Господ знае, јас сум чедо на Македонија. Овчара ми беше осмица, Арменоро, Орличево кафешина за Бадгери. Ето раци до селање Урие, а не рек учкојни бачора на жени. Овие песни, почитувани слушатели, се пеат во егејскиот дел на Македонија, пак за егејска Македонија во последно време слободно можеме да кажеме дека она што се прави во егејскиот дел на Македонија е за поздравување, едно големо задоволство за нас македонците кои сме надвор од својата татковина, надвор од нашите домови, а уште по-лошо поминаа нашите македонци во војната во Грција 1946-49 година. Македонскиот јазик, знаете, дека е забранет и дека беа воведени страшни казни од бугарските, односно од грчките власти, но ништо помалку не беа и бугарските власти. Сакам да ја слушниме стиготворбата, песната на Струшките вечери од Сотирис Минас, етнички грк по потекло е, почитувани слушатели, етнички грк е, меѓутоа македонскиот јазик го научи многу добро, отворено кажува во Грција дека на македонците им е одземен јазикот, одземен идентитетот и многу други работи. Многу храбар човек, многу искрен, храбар, сакам да речем храбар затоа што станува збор за еден прелом тука во македонската историја кај македонците во егејскиот дел на Македонија, особено етнички грк, да пишува стиготворби, да пишува за страдањето на македонците, за македонскиот јазик, идентитет и така натаму. Сотирис Минис е одличен подржувач на вистината и на човековите права, ако сакате, почитувани слушатели, да ви го кажам и тоа. Значи, станува збор за еден интелектуалец, за еден човек кој не се жали себе си пред јавноста да ја кажи вистината, бидејќи македонската вистина се крие. Да ја слушниме неговата стиготворба во Струга на Струшките вечери, а се вика ми го одзедоа јазикот, цртичка македонскиот. И сега, замислете, Сотирис Минас ја пишува оваа стиготворба, ми го одзедоа јазикот, македонскиот. Отворено, убаво кажува дека ни беше забрането, ни е и ден денес забрането, затоа што
Немаме македонски јазик ниту во училишта, ниту имаме во цркви, ниту имаме на други места официјални, институционални места. Нема македонски јазик. Само единствено што дозволија и тоа до некој степен да се пее македонската песна. Да го слушниме Сотирис Минас. Куќата си робашни, на падините на Германчана, крај бреговите на Вардар и Сакулева. Единствена мисла, јазикот мој, во подложието на Пиново и Виче. Таму стари сенки, изгубени зборови, ветровити гладови, зелени струи во синевината на Преспанското и Дојанското езеро. Се што видов како гори во тробата моја, легети на водата јалки, со првети вождиски на водите, и школки на мојата тишина, со првите черни трепи. Единствена мисла, јазикот мој, со првите черни трепети. Таму, калинки и дуни, во земјите на водени леви, запуштени сенки, планини што уште издржуваат, со здивовите на нивните карпи, летат златни орли по падините на Пајак, со првите химни на нашата земја, и напалу бобите што горат на Вицо, селата ни исчезнуваат. Единствена мисла, јазикот мој, со првите планови на татковината, таму, во долината на Вардар, по тајните патеки на Негуш, датинки и ламари, вкорети во орнатините, темјан се крева од нашите лавоподсви, а ние, благословувајќи ги нашите сенки, се уште шепотиме на нашиот јазик. Единствена мисла, јазикот мој, кој се уште живе до пеката. Сотирис Минас, почитувани слушатели, и вие кои не следите на Фејсбукот, чинам дека е роден во Атина, пак не сум најсигурен, но мислам дека е таму роден и растен. Еве една прекрасна вистина која изваде на виделина, на струшките вечери, на поезијата, опишувајќи ја трагедијата на македонскиот народ во егејскиот дел на Македонија од 46 до 49, протерувањето на децата, борбите на Вичо, масакрите, напалм бомбите, јазикот и што повеќе сакаме од ова што го спомна човекот, навистина храбар и како се враќа назад во Грција, тоа не можам да знам. Се обидов да направам и интервју со Сотирис Минас, чинам дека ќе го реализираме, но не знам кога, ќе биде наскоро. Во продолжение, почитувани слушатели, реков дека ќе зборувам за предлогот за повторно диаспората да гласа и состојбите околу македонското прашање во Европската Унија и конечно од соседите. Од денешниот коментар и став го упатувам директно до пратениците во Собранието и до владата во Република Македонија. Станува збор за актуелните празни препукувања на политичките елити околу изборниот законник и правото на глас на македонската диаспора. Сведоци сме на еден добро познат политички маневар од една страна актуелните власти нудат предлози за воведување на дигитални или електронски модели за гласање или пак по пошта, прикажувајќи го тоа како чекор напред. Од друга страна пак политичките структури во опозицијата го блокираат тој процес со илјадници амандмани, еве
чинам дека се 13.000 до 15.000, користејќи оправдување за безбедноста на системот во Македонија. Како долгогодишен активист и учесник во настаните, сакам јавно да го кажам мојот став дека ова е деструктивен пристап и директно понижување. Зад вашите препукувања, почитувани пратеници и министри и така натаму, нема реален страв од гласот на македонците во Австралија, ќе зборувам за Австралија. Вие, политичките елити, многу добро знаете дека во овој момент во Македонија не постојат никакви услови за гласање на иселениците. Прекоокеанската ваша страна, иселеништво е административно десетковано, искасапено и маргалинизирано во услови е најобичен параван за скривање на една повеќе децениска системска неправда кон нас, македонците во иселеништвото. Вие во вашите пратенички фотели мора да ја слушнете најболната вистина. Нас овде никој ништо не прашува. Политичките раководства во Скопје со децении не третираат како избришана ставка на хартија. Македонската заедница во Австралија не е револтирана само поради техничките препреки од властите во Република Македонија. Нашиот народ овде се уште е болен, се уште боледува и страда, срце го боли во душата поради најсилната и срамна промена на уставното име на нашата татковина Македонија. Се сеќавате, ние се собравме во Мелбурн само околу 50-60 илјади да не се менува името, дека бирократите европски ги спроведуваат нивните одлуки од Берлинскиот и од Сан-Стефанскиот договор 1878 до ден денес. Еве денес во Македонија е еврокомесарката Кос и ни кажа дека треба да го смениме уставот, да ставиме фашисти во уставот, бугари. Но предавството на нашиот идентитет и на нашата историја не застана со еден договор. Денес политичките елити се подготвени да извршат уште еден удар врз македонското национално ткиво, почитувани, за да ги задоволат уцените на Бугарија. Секојдневно гледаме како официјална Софија, и јас ви пуштив, Богдан Филев што кажуваше 41 година, дека ги ослободија бугарските земји од Белград, од Дунав до Егејско, до Белото море и од Черното море до Охрид. Тие не се откажуваат од ова. Меѓутоа, сакам да спомнам само две реченици околу премиерите на Бугарија. 1911 година и 12 година токму Бугарија и бугарскиот премиер Иван Гешов и царот Фердинанд беа лицата кои покренаа касапење на македонскиот народ и Македонија. Ви имам зборувано дека тајно Гешов и Миладиновиќ, српскиот премиер, направија таен договор во воз од Белград до Ниш на 13 март 1912 година. Таен договор. И сега, бугарите иницираат поделба на Македонија. Ако на териториите на Македонија живеат етнички бугари, тогаш зошто тие ја иницираат поделбата? И поделбата со договорот со Србија беше Крива Паланка Охрид, права линија, припаѓа на Србија, западниот дел од Македонија, источниот дел од Македонија припаѓа на Бугарија, а долината на Вардар требаше царот Никола Руски да одлучи кој како ќе биде. Потоа на 29 мај
бугарскиот премиер Гешов склучи договор со грчкиот премиер на 29 мај. Значи, веќе свршена беше меѓусебната работа да ја поделат Македонија, меѓу себе, грците, бугарите и србите, тврдејќи дека народот што живее во целокупна Македонија дека се срби. Бугарите тврдат дека се бугари. Грците тврдат дека сме грци. Видете, почитувани слушатели, какво лицемерие. И понатаму, после ова, и се што ни се случуваше до Лисабонската декларација и промената на името, и сега притисокот да се стават бугарски фашисти во Македонија, тоа не е на добро. За мене, политичарите во Република Македонија не си ја вршат добро работата. Ставањето на бугарите во уставот е последниот услов за влез во Европската унија. И каква колосална лага, каква лага. Кој ќе ги спречи бугарите да не ни ставаат нас вето и понатаму? Никој. Еве и самата Кос кажа денес на пресконференцијата дека таја не може ништо да гарантира, ништо не е како што ние бараме. Нема гаранции. Но меѓутоа тие бараат да го смениме уставот и да го смениме нашиот идентитет, да нема македонци во Република Македонија, и самите гледате дека ние сме граѓани, не граѓаните. Тоа е најголемиот проблем, што ние сега немаме нација македонци, немаме народ македонци, туку сме сите граѓани. Тоа е лишење на идентитетот и кратење на она поддршка, односно ми стекна сега членот 23 од Берлинскиот конгрес, каде што пишува дека македонците не можат да имаат сопствена држава. И денес го спроведуваат тоа Франција, Британија, Русија и Германија. Тоа е, почитувани слушатели, и ние добро знаеме дека дури и да се направи оваа отстапка, ветото, како што реков, ќе продолжи и натаму. Бугарија нема да престане со своите апетити за демакедонизација на македонскиот народ и на нашата татковина. Тие ќе измислуваат нови сопки, нови историски комисии и нови уцени на секое поглавје за влез во Европската унија. Овде се соочуваме со страшно лицемерие од меѓународната заедница. Истите тие меѓународни представници, истите лица кои седат во раководството на НАТО и Европската унија, пред светот се представуваат како заштитници на човековите права и демократијата, но пред Македонија покажуваат две лица. Со едното лице ни зборуваат за европски вредности, а со другото лице молчат и ги поддржуваат бугарските фашистички уцени. Зошто тие европски заштитници во наводници не ја принудат Бугарија, почитувани слушатели, да ги спроведе пресудите на Европскиот суд за човекови права во Страсбург? Не е еден суд, 14 се. Судот во Страсбург донесе, како што реков, 14 правосилни одлуки во корист на македонците во Пиринска Македонија, односно Бугарија, потврдувајќи го нивното право на здружување, говор и идентитет. Но Софија со години тоа го гази и сега последното што го слушнавме од председателката Јотова е дека тоа тие не можат да го направат, бидејќи со уставот на Бугарија македонците ги имаат комплетно човековите права во Бугарија. Македонците во Австралија се соочуваат, почитувани, со административна ликвидација уште од самите почетоци на независноста на Македонија. Ние со децении немаме пасоши, бидејќи институциите во Македонија намерно, свесно и бирократски го кочат овој процес за нас во Австралија, па тука ќе спомнам Канада и Америка. Тешките процедури за документи кулминираат со хаосот по насилната промена на уставното име, оставајќи цел еден континент како Австралија со едва 1500 важечки пасоши на 300.000 кои сме овде во Австралија македонци. Тоа значи дека речиси цела заедница е институционално исклучена да гласа, да може да го
има своето уставно право. Тие велат имаме уставно право, но не ни даваат те пасоши. Зошто не ни давате пасоши? Затоа што се плашите од нас. А тоа го прави ли некоја друга држава во светот? Не. Но, погледнете ги двојните стандарди на државниот систем што го менаџирате вие пратеници и министри. Додека македонското ткиво во Австралија се десеткува за одредени етнички заедници, пред се, ќе спомнам за албанците во Европа, пасошите се издаваат по брза и експресна постапка. Тие денес располагаат почитувани со над 200.000 важечки пасоши. И тука ве прашувам отворено, што направивте со протераните и еселените македонци од Егејска Македонија? Со чиј пасош ќе гласаат тие македонци? Нив државата Македонија не ги прифате како македонци и не им дава пасоши. А од каде ќе земат тие пасоши? Од Грција? Од Бугарија ќе земат? Од Албанија ќе земат? Од Србија ќе земат? Не. Ако нашата татковина не им даде пасоши, од каде ќе земат тие идентификација? А половина од македонците овде ки во Австралија се македонци со потекло од егејскиот дел на Македонија и протерани, насилно протерани од своите домови. Јас не зборувам теорија, туку и од пракса зборувам, почитувани пратеници и министри, од собственото искуство, од нефункционалниот изборен систем овде во Австралија. Во 2011 година, кога се кандидирав за независен пратеник, условот беше да соберам 1000 потписи. 1000 потписи и да ги заверам во конзулатот или амбасадата. И кој е тој Исус Христос што може да ги собери тие 1000 потписи на еден континент? Тоа беше невозможно, но меѓутоа тука партиските штабови начкрапаја околу 550-60 пасоши, одење идење во Македонија, ги донесаа во црквите, ги штампаја на владиката Петар. Со тоа сакам да кажам дека парадокс е, невозможно е македонците да се борат и да помагаат, бидејќи не сакаат. Кој не сака? Тие што ја раководат, односно што ја парчат Македонија, нашите предавници, да сме како штрковите, да фатиме, да го фрламе уште со време од камба надолу, малото штрчот и не е за нас. Но не сме такви. Хајде да кажам збор 2 и за изборната математика во пописот кога беше, пописот на населението. Јас бев, знаете, еден од најжестоките противници, почитувани. Уште тогаш јавно алармирав дека пописот е партиски, односно личен договор на Али Ахмети со Зоран Заев. Но јас бев жестоко напаѓан тогаш од медиумите, жестоко бев напаѓан од властите и од сите. Дури јас како доказ дадов до јавноста дека ги попишав мојата покојна мајка, ги попишував преку видео да гледаат сите, и мојот татко. Но што рече директорот на пописот, Апостоло? Рече дека тате и мама биле заведени во пописните листи како починати. И не се и денес, почитувани слушатели, еве ви тврдам дека татко ми и мајка ми се уште во Македонија се живи, не се отпишани. Но меѓутоа ние не можеме ништо да правиме со ваквите уцени. Сега, збор 2 да кажам за далечината. Ние можеме македонците да гласаме само во Камбера и во Мелбурн. И замислете сега македонците од Перт. Треба да со авион 4 сати во еден правец, 4 сати во друг правец, да се вратат назад. Да се пријават, да се регистрираат, а после тоа по 2 недели треба повторно да одат во Мелбурн или во Камбера, од Перт, па и од Брисбен, па и од другите градови, Аделајд, да се пријавуваат. И како ќе го направат тоа? Тоа е невозможно. Затоа велам, нема услови
За да има услови ќе треба да ни дадете на нас пасоши. И тоа како? По брза поставка, дури и бесплатно за македонците од Егејска Македонија. На нив треба да им дадете и бесплатни пасоши, почитувани пратеници и вие власти во Република Македонија. Нема да можат македонците да гласаат и нема да гласаат, а особено во овие моменти сакам да ви испорачам следната порака. Ние сме овде жолчни, пеплосани, дамлосани сме што ни го променивте името. Нашиот народ дава отпор кон тоа и природно е што немаат пасоши. Природно е што немаат, бидејќи не се идентификуваат со северната дивотворба. Ние не сме северни. Ние не можеме да ги прифатиме тие таквите услови. И затоа не се надевајте дека диаспората може да гласа или пак еве ни правите некаква услуга. Не. Зошто не? Јас зборувам и за пошироката јавност. Затоа што вие знаете доста добро каков е законот за да гласа иселеништвото. Законот е донесен за да не може да гласа иселеништвото, туку одредени 500 пријатели и преку црквата и преку амбасада и конзулат да се реализира сето тоа. Но јас честно и како и досега во овие 30-40 години ја кажувам вистината. Знам дека нема да ви биде добро и дека нема да се сложувате со мене, но тоа е тоа и нема да има гласање. Дури и да имаше гласање, немаше да имаме ниту 1000 гласачи. Тоа е од мене, почитувани слушатели.